И аз би сакала нещо да споделам со гледачите. Значи, прво, мајката во животот на детето има една улога. Таткото има сосема друга улога. Значи, прекрасно е, сите знаеме, двајцата родители да бидат заедно, веќе кога тоа не е можно. Значи, многу е прекрасно во случаите после развод детето да не осети недостатокот ниту еден родител. Значи, кај мајката ќе го добива тоа што го знае мајката, да им го пружи љубовта, нежноста, воспитувањето. Кај таткото исто ќе го добие тоа што е силата, се знае, значи машкиот пол во кој дел е добар. Да. Особено и за машките деца е многу битно да бидат со таткото, да научат некои работи од мали нози, значи што значи да бидеш маш и сите работи. Значи не може да замени комплетно маш, жена или жена маш. Значи јас цел живот да ви кажам сум феминистка, ги бранам секогаш жените, али за воваквите случаи не. Во вакви случаи страдаат децата, а зошто? Значи кога жената што е разведена, слободно ги остави своите деца да одат кај таткото, има време пред се за себе. Значи не можете и вие не сте роботи жени. Значи не можете вие 24 часа 7 дена во неделата постојано да се грижи за своето дете без никаква поддршка зад себе. А кога и вториот родител би бил вклучен равноправно во тоа би било прекрасно. Значи сакаш ти да одиш со колешките на викенд. Значи може да си дозволиш твоите деца се кај таткото, не ги оставаш на бабата, дедото, комшијата. Што исто така не се замена за било кој родител, да. Значи ниеден пријател не може да даде или подалечен член во фамилијата не може да даде љубовта на детето како што ќе даде таткото. Таткото си е татко.